Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, одговорно продолжува да ги спроведува своите позитивни политики и мерки кои се во функција на подобрување на сите сегменти од животот на граѓаните. Еден од тие сегменти е и унапредувањето на здравствениот систем, од кое бенефитите ќе ги почувствуваат сите граѓани во земјата. Квотите во аптеките за обезбедување лекови на рецепт станаа минато, а минато се и редиците во аптеките, како и непотребното создавање резерви од лекови во домовите. Веќе од завчера, 1 октомври, овие квоти се укинати, а обезбедувањето на лекови за осигурениците е натовар на Фондот за здравствено осигурување. Тоа значи дека лекови на рецепт ќе има во сите денови од месецот, а не само во првите, како што беше досега. При препишувањето на лекот и негово подигнување, пациентите покрај рецептот треба да приложат лична карта или пасош. А за децата и пациентите, кои тоа не може да го сторат, лековите може да ги подигне некој друг, кој ќе покаже негов документ за лична идентификација. Со оваа мерка се обезбедуваат 3 важни придобивки, и тоа: редовен пристап на граѓаните до лекови на рецепт во текот на целиот месец, значително намалување на гужвите во аптеките, избегнување злоупотреби и криминал и издавање фиктивни рецепти преку контролните механизми, како и поквалитетно здравство за сите. Со тоа ефикасно се надминува деценискиот проблем со кој се соочуваа пациентите, а со оваа мерка бенефитите ќе ги почувствуваат на најдобар можен начин, но не само тие, туку и матичните лекари и фармацевтите. Ете така работи Социјалдемократскиот сојуз, предводејќи ја владата на Република Северна Македонија. Ете така се мисли на граѓаните во оваа наша земја. Ете така се решаваат акумулираните проблеми од криминалното 11-годишно владење на ВМРО ДПМНЕ. Продолжуваме понатаму затоа што зборот е збор.